Од секогаш сум сакал да бидам цареник. Вежбав уште од 3-годишна возраст. Ја земав тепалката за муви на баба ми и на секој што ќе поминеше му ја става вака пред него и му кажувев: "Стоп, царина!" Мајка ми ќе ми дадеше од тие колачите кога ќе ја сопрев, дедо ќе ми дадеше чоколад се животинско царство да се учам на благ живот. Брат ми ќе ме погалеше по глава како функционери со нежен покрет, нели ќе ја тргнеше тоа тепалката, а татко ми ќе ми речеше: "Бе, цареник, да не ти залепам една. Малку ме царини државата, па уште ти ми фалиш да ме цариниш." Да бидам прав цареник ме научи баба ми. Како е да се биде цареник. Таа на секое моје стоп царина вадеше по 10 денари и ми даваше. Така се навежбав, нели, да земам од сите по нешто. Само кога началници ко татко ми, кога проаѓа, чутев и тогаш тргав рампа. Началника го проаѓа, тргаш рампа, нема. Што рампи имам ја тргната на началници со шлепери. Покасно, кога еден другар ми ја раскаже онаа приказна за цариникот што имал роден ден, тогаш дефинитивно решив дека морам да станам цареник. Приказната раскажуваше дека еден цареник имал роден ден и колегите од работа го прашале: "Што сакаш бе за роден ден? Дали сакаш BMW 5 нели нов модел, дали сакаш станче, дали сакаш викендица на Халкидики?" А цареников онака скромен: "Не бе, другари бе, не се трошете бе. Мене за роден ден дајте ми само уште една ноќна смена да поработам. Не ми треба подарок." Буквално си ја замислував ноќната смена. Како изгледа на царина. Јас онака стојам, висок, плав, убав. Униформа на македонски цареник, ветар дува, брише тука на царината. Нели на граничен премин секогаш дува. Колона возила 3 километри, камиони 2,5 километри, а ја сам и рампата до мене. Сам против сите бе. Маријана и Лото може само вода да ми носат. И почнувам со празни джебови во униформата. За ноќна смена правам рекорд за Гинис. Има ли поубав роденденски подарок за еден цареник? Викаат, сме биле коруптивни, корумпирани. Не е точно. Само сме недоволно мотивирани. Замислете, мораш да стоиш на ветар, на дожд, на снег, на сонце и да делиш со шефот на смена. Он си седи у кабина тамо на топло, нема ветар, нема дожд и плюс работи само со 2 прста. 2 прста му требаат да ги исклучи тоа камерите. Само за тоа. Гледате дека на нас царениците ни е се потешко, ние мора да се помачиме за парче леп да извадиме. Мора во очи да ги гледаме патниците и да им побараме аванс за преоѓање на границата. А не е лесно да ги гледаш во очи така уморни, па уште пари да им земеш. А надвор брише ветар, студ, снег. Под ноктица ги фатило тоа. Треба да си емотивно цврст, обучен, прав партиски војник. Уморен човек може наместо 100 евра да ти даде 50. И после кога се брои смената фалат пари. А кога фалат пари кај цариниците, тоа е голем стрес. А мене пулсот знае 250 да ми отиде ако фалат пари. И шефот многу се нервира. Он не се нервира за ништо друго. Не се нервира од 20 кривични пријави за шверци мито што ги има. А пак е шеф. Ама бе, многу се нервира кога фалат 5 евра од смена. Абе се дере кога ненормален, на 3 јазика се дере. На македонски, на албански и на српски. Веројатно за поубаво да го разбереме. Вика: "Ја бе, разбирам да украдете од граѓани, да украдете од држава, ама сами од себе да се крадете, тоа е израз на гол непрофесионализам, бе. Од вас цариници не бива. Цариник е привилегија, мора да се биде поштен кога се делат парите. Шефот е многу принципиелен. Се има сликано и со председателот, и со премиерот, и со министерот за внатрешни работи. Многу им е близок, бе. Многу е близок со нив, дома му идат.
Исто многу не погоди овој предлог секој цариник да оди на полиграф. Еве, ја, например, сум подготвен. 3 смени сум подготвен да платам само за да не одам на полиграф. Вика, полиграф фаќал кога лажеш. А ја 2-3 пати ја имам излажано жена ми колку пари сум зел на смена. Па добро бе, јас сум жив човек. Ај, швалерката живее под кирија, греота е младо девојче да нема едно станче од 5-60 квадрата. Ама кога делам со колеги нема лага. Не, братски се дели до последниот фенинг. Ако е некој болен колега и за него делиме, нели, како Лепчена Василица, исто. Не знам што ќе биде, ама мислам дека со полиграф царината ќе остане без персонал. Ај, може ќе биде како секое чудо кај нас, нели, за 3 дена. А може и ќе се расипе тоа полиграфот, а може и ќе изгори, нели, продужен кабел стар, пуф, тоа отиде полиграфот. Баш као овие албанскиве колеги нема да идат. Не било по рамковен тоа албанци да ставаш на полиграф. А народ вика за нас, многу сме земале мито и сме биле корумпирани. Дури самото име за цареник, например, на бугарски јазик се викало митник. Ја велам, не е точно. Вистина е дека живееме како цареви, ама тоа не доаѓа од зборот цареник. Ја ви велам дека нема корумпиран цареник. Барем не додека не отидеме сите на полиграф. А потоа здравје. Ко преживи причаче, што викаат србите. Затоа, колеги цариници, фаќајте смени пред да дојде тестирањето. Оти ако излезат 2 цртки на тестот, сите ќе останеме трудни.